Управата за финансиска полиција изврши претрес во дом и други простории во Гевгелија, каде што живее и работи лице осомничено за затајување данок, измама, фалсификување, уништување деловни книги и други дела. При извршениот претрес во домот на лицето биле пронајдени привремено одземени парични средства во вкупен износ од 47.095 евра, 603.000 денари и 250 швајцарски франци, детално опишани со серијски броеви. Исто така и одземени се еден лаптоп, еден десктоп, компјутер и 2 мобилни апарати, како и голем број деловна документација за извршени промени на правни лица во Централниот регистар. Имено од сознание со кој располага Управата за финансиска полиција, ова лице лажно се представувало дека е адвокат и регистрациониот агент за упис на промени во Централен регистар и посредувал и вршал промени на собственичката и управувачката структура на правни лица низ цела територија на Македонија, кои имале нет подмирени даночни обврски по повеќе основи: ДДВ, данок на добивка, персонален данок или пак придонеси, а со цел истите да не бидат подмирени и платени од даночните обврзници на начин што со промена на собственоста и управувачката структура се назначени лица од кои не може да се изврши наплатата, или пак истите се странски државјани и се недостапни за органите за прогон. Имено, ова лице на одреден паричен надоместок, најчесто за 100 евра, искористувал социјално загрозени и сиромашни лица кои ги ставал во заблуда и им давал лажни информации дека правните лица немаат никакви долгови обврски, кои за паричен надоместок се согласиле да подпишат документација со која ја презела собственоста на правните лица, додека пак за управителите на предметните правни лица искористил податоци од лица странски државјани кои никогаш не влегале на територија на Македонија, ниту пак имале регистрационен престој. Воедно, со цел да ги изврши промените во Централен регистар за седишт, назив, управител и други промени, ова лице свесно ги фалсификувало подписите на новите собственици и во нивно име и подпишувало сите изјави и полномоштва што другата документација потребно да се извршат промените во Централен регистар. По извршувањето на предистрагата и целосно документирање на случајот од страна на Управата за финансиска полиција ќе биде поднесена соодветна кривична пријава до надлежното јавно обвинителство.